Утрински стихови од Библијата. 12 септември. Трезвеност. Зашто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не воспитува да се откажеме од безбожноста и од светските похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век. Тит 2, 11 и 12. Како што обично се одвиваат, забавите за уживање исто така се пречка за вистински развој како на умот, така и на карактерот. Се формираат лекоумни друштвени врски, навики за екстраваганција, потрага по задоволства и премногу често расипнички однесувања, кои го оформуваат целиот живот кон зло. Родителите и учителите можат многу да сторат таквите забави да бидат заменети со здрава и животодавна разонода. Во тоа, како и во се друго што се однесува на нашето добро, вдахновението го покажало вистинскиот пат. Во старите времења, животот бил едноставен за луѓето кои биле под Божјо водство. Тие живееле тесно поврзани со природата. Нивните деца учествувале во работата на родителите и ги проучувале убавините на тајните на ризницата на природата. Во тишината на полето и шумите, тие размислувале за оние величествени вистини, кои како свет залог се предавале од генерација на генерација. Таквото воспитување создавало силни луѓе. Праведноста е љубов, а љубовта е светлина и живот Божји. Праведноста Божја е оттелотворена во Христос. Ние примаме праведност, примајќи го Него. Праведноста не се стекнува преку болни борби или исцрпувачки труд, ниту преку подароци или жртви, туку се дава слободно на секоја душа што гладува и жеднее да ја прими. Како што ни е потребна храна, за да ја одржиме физичката сила, така ни е потребен Христос, лебот од небото, за одржување на духовниот живот и за добивање сила, за да ги извршуваме делата Божји.